Жителите на село Вратница, иако имаат законско загарантирано право да учествуваат во расправата за изградба на капитални објекти на своето подрачје, не биле консултирани кога се донела одлуката за изградба на 2 хидроцентрали на Вратничка река. Ово извештај за стратегиска оценка на животната средина многу јасно пишува дека вклучувањето на јавноста во постапката за стратегиска оценка на животната средина е задолжително. И начинот на нејзиното учество е точно пропишан со законодавството за животна средина, член 65 од Законот за животна средина и уредбата за учество на јавноста. Практичното учество на јавноста за остварување преку објавување на информациите пред јавноста, учество на јавноста при што јавноста активно може да биде вклучена во јавните дискусии и писмено да ги поднесува своите мислења, преку механизмот за пристап до правдата, кога јавноста може да влијае врз донесувањето одлуки преку поднесување жалби. Главните цели за учество на јавноста се да се добие локално и традиционално знаење, што би можело да биде корисно при донесувањето на одлуките, да помогне во размислувањето за алтернативите и мерките за ублажување, да осигури дека главните влијанија не се занемарени, а придобивките се максимални, да го намали конфликтот преку рано идентификување на проблематичните прашања. Значи, обрнете внимание на ова. Да ја подобри транспарентноста на целокупниот процес и да ја зголеми довербата на јавноста во целокупниот процес. Многу нејасно е на населението и што многу иритира. На подмукли начин, без да се направи договор со населението и тој што дава пари, треба да знае зошто ги дава. Да има, корис од тоа и он и населението. Вратничани стравуваат дека со изградбата на малите хидроцентрали ќе се ограничи водоснабдувањето на жителите и наводнувањето на нивите. Ние веќе одма сме стајани во ситуација да немаме доволно вода, да немаме услови да исполнуваме врските. Ни нашето поле, ни полето на Орашко поле. Тоа е една работа, втора работа и трета работа. Враќањето, погледот према ова пред нас овдека, тамањето водата во Цевковот. Ја замрва животот во реката, самата река. Ако наголемо сакамо да биде Шарпланина национален парк. И ако водите ги ставаме во Цевководи, зашто размислуваме? Штетата тоа не проценлива штета, ова природа се уништи нагоре како што зборува они да се прави пат, се брдово да се копа нагоре карпите догоре од кај што ќе се зафаќа водата, значи мора да има пат натаму. Да се иде, не може низ река да иде, тоа реката, ова кога доаѓа дожд, кога има палава река е. А сега ова после 10 на години, 20 ова река сега дојде на годинава што имаше многу дождови, иначе нема август, јуни, август, тоа нема вода, нема за капка, за што вика добиток да пие, нема вода тога преку летно време. Советот на општина Јагуновце ги поддржува барањата на жителите на Вратница и даде негативно мислење за проектот за изградба на 2 мали хидроцентрали на Вратничка река.